Борче, надлежните велат дека апсолутно право на првенство минување нема никој, а пак психолозите велат дека користењето на мобилен при преминување улица е еднакво на самоубиство. Што забележа денеска на скопските улици? Така, мај, не требаше многу денеска на неколку раскрстици, на неколку прометни пешачки премини. Застанавме со нашата камера, што може да се види и од инсертите и она што го забележавме на вистина страшна слика. Луѓето не само што не внимаваат да ги запазат безбедните правила во сообраќајот, да запазат на прекршоците, туку не внимаваат ни на сопствената безбедност. Од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот вела дека има строги пропишани правила како треба да се помине пешачкиот премин за тоа да се изведе на безбеден начин. Предлагам да го погледнеме нивниот совет. Пешаците се должни кога преминуваат улицата на пешачки премин да ја поминат на тој начин што нема да го загрозат безбедното одвивање на сообраќајот и нема да предизвикат нагло запирање на возилото. Тоест, пешачкиот премин представува место каде се преминува улицата, а не и време. Времето зависи од сообраќајната ситуација и од случувањата во сообраќајот. Сите учесници во сообраќајот, и пешаците и велосипедистите, кога учествуваат во сообраќајот, не смеат да користат мобилни телефони и останати техники кои што им одвлечуваат вниманието, затоа што тоа е исклучително опасно и го загрозува безбедното одвивање на сообраќајот. Значи пешакот е должен да застане на пешачкиот премин, да погледне лево десно, да ја премине улицата откако ќе се увери дека возилото кое што е на улицата може безбедно и навремено да запре пред пешачкиот премин. Во спротивно е должно да го дозволи да премине возилото, па потоа да помине пешко. Така, она што е уште пострашно е намаленото чувство за самогрижа, за самозаштита и за внимавањето не само да не се предизвика штета кон останатите учесници кон сообраќајот, него и да се внимава на сопствената безбедност, а зашто тоа така разговараме психолог Мирјана Стојановска. Добар ден, кажете ми, имаме ли намалено овдека свесност за самогрижа? Па да, можем да кажем дека свесноста за начинот на кој што се користат телефоните, ајпадите и сите други апаратури некако не е донесена во врска со сопственото преживување. Луѓето едноставно без да размислуваат и да внимаваат ги користат тие апарати, и како да таа свесност за тоа колку влијае тоа користење врз нивниот живот и врз опасностите на кои што се изложуваат, како да немаат контакт едно со друго. Значи луѓето ги користат, ги работат, а ако ги прашате дали они се грижат за себе си, сигурно дека ќе потврдат дека многу им е битно да останат здрави и живи. Така, меѓутоа не е само што се храните, туку и треба да внимавате како ја минувате улицата, колку културата зависи од ваквиот начин на живот и колку културата, високото ниво на култура го зголемува и нивото на свесноста за самогрижа. Па сега, тука би можела да зборам за култура во користењето на таква апаратура. Односно, како што претходно споменавме во разговорот меѓу нас, дека можеби со секое продавање на еден телефон или било каја апаратура би требало да дојде едно упатство кога и како тоа да се користи. Односно, свесноста за правото наше да го користиме и обврските кои ги имаме кога користиме телефон или било која друга апаратура треба да биде тесно поврзана со нашето чувство за преживување и за тоа како ние уствари да направиме услуга на себе си за нашето живење, како да си го направиме живењето подобро, а не да го загрозиме. Така, кои се најчести причини кои што доведуваат до намалување на концентрацијата кај луѓето? Грижата? Па да, грижата може да биде една постојаната загриженост за начинот на кој што се живее, за проблемите кои се секојдневни, може би побрзо да се одговори на телефонскиот повик, некој не бара, некој не чека, ќе пропуштиме работа. Често пати упатеноста кон тоа прави да ние станеме помалку свесни за опасностите со кои се изложуваме со таквиот начин на функционирање. Значи, би требале покретните канцеларии кои ги имаме по улиците, нели да ги ограничиме на одредено време, зашто сепак 3 или 5 минути од нашиот живот одложување на некој повик ќе биде можеби спасување на нашиот живот. Така, јас се благодарам што бевте гостин во дневникот на Канал 5 и сите оние што се учесници во сообраќајот не само да внимаваат дали ќе ги прекршат правилата, она што е најважно и она зашто ние го правиме денеска е да внимаваат на себе си и на сопствениот живот.